Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе почнеме со читање и обработка на двете посланија кои апостолот Павле им ги прати на христијаните во Солун. Станува збор за две новозаветни книги, од кои можеме на вистина многу да научиме, и кога ќе завршиме со нивна обработка, се надевам дека вашето познавање на христијанската вера ќе биде подлабоко и позрело. Всушност, во оваа епизода нема да посветиме многу време на читање на текстот, туку само ќе дадам историски контекст како и вовед во првото послание до христијаните во Солун. Во тоа време градот Солун беше познат како римска колонија. Знам дека во оваа програма неколку пати сум ја спомнал фразата римска колонија, но не се сеќавам дали сум ја објаснил истата. Дури да сум го сторил тоа, сега повторно ќе ја објаснам, бидејќи не верувам дека повторувањето ќе ни биде од штета. Во тоа време Римската империја немала намера да ги наметне сите своји закони и обичаи на народите кои ги освојувала и подчинувала. Но тоа што римјаните го правеле било следново. Во одредени области кои биле од геостратешка важност, тие избирале градови кои сакале да ги направат своји колонии. На тие градови или области Римската империја им ги наметнувала своите обичаи и закони, а и добар дел од луѓето кои живееле таму се облекувале како оние кои живеат во Рим. На тој начин тие градови и области кои важеле за колонии во многу аспекти наликувале на градот Рим. Тоа е суштината на колониите. Тие служеле како места во кои империјата се обидувала да го ископира уредувањето во градот Рим. Во тоа време, поради неговата географска положба, градот Солун бил од исклучителна важност и затоа Римската империја одлучила да го направи своја колонија. Што се однесува до неговата местоположба, градот се наоѓал на околу 160 километри од градот Филипи. Всушност, според тоа што го читаме во книгата Дела, можеме да забележиме дека апостолот Павле прво го сподели Евангелието во градот Филипи и таму започна црква, а по некое време истото го стори и во Солун. Познатиот римски филозоф и државник Кикерон за градот Солун има изјавено: Солун се наоѓа во пазувите на Римската империја. Тоа значи дека градот бил во самиот центар и срцето на империјата. Овој град првично бил наречен Терма, затоа што во таа област имало топли извори кои биле надалеку познати. Но во 316 година пред Христос неговото име било сменето во Солун. Човекот кој го променил името бил Касандар, еден од 4 генерали кои ја поделиле империјата на Александар Македонски. Касандар го презел оној дел од империјата во кој се наоѓала областа Македонија и градот Терма. Потоа го нарекол Солун во чест на неговата сопруга, која пак била полусестра на Александар Македонски. Градот не само што беше важен во Римската империја, но и црквата во Солун беше многу важна во првиот век. Во првото послание на Павле до христијаните во Солун, глава 1 стих 7, самиот тој вели дека христијаните во Солун се пример за сите кои поверуваа во Македонија и Ахаја. Тоа значи дека црквата во Солун беше добар пример за сите други цркви кои се наоѓаа во тој дел од светот, меѓу кои беа и црквата во Филипи и Коринт. Оваа заедница беше започната за време на второто мисиско патување на апостолот Павле. Вам кои ги слушавте предавањата од книгата Дела, ви се познати овие информации, но сакам само накратко да ве потсетам сите вие кои слушате дека на првото мисиско патување апостолот Павле служеше заедно со Варнава. Нивната служба се одвиваше во Кипар и областа Галатија. Потоа, пред второто мисиско патување, Павле и Варнава се поделија. Варнава го зеде со себе Јован Марко и отидоа во Кипар,
а Павле со себе ги зеде Сила, а по пат со себе ги зедоа и Тимотеј и доктор Лука. Целта на Павле беше да ги посети црквите од областа Галатија, односно оние кои веќе ја прифатија верата, како и да го проповеда Евангелието на оние кои никогаш претходно не го слушнале. Но, интересно е тоа што Светиот Дух не му дозволи на Павле да оди кон југ, иако тој сакаше да го направи тоа. Потоа, кога тој посака да оди кон север, Светиот Дух го спречи и во таа намера. Додека беше во Троада, на Павле во ноќно видение му се појави човек од Македонија кој побара помош од него со зборовите: "Дојди во Македонија и помогни ни." Апостолот свати дека преку тоа видение Светиот Дух го насочува да оди во Македонија и заедно со своите соработници тргна кон таа област. Тој првично служеше во областа на градот Филипи. Таму живееше жена по име Лидија, која го слушна Павле како проповеда и поверува во Евангелието. Таа важи за првиот обратеник на европскиот континент. По некое време Павле го напушти Филипи и стигна во Солун. Во книга Дела, глава 17, стих 2, доктор Лука вели дека Павле престојуваше таму 3 седмици, односно одеше во синагогата секоја сабота и на присутните им проповедаше дека Исус е Месијата. Тоа значи дека Павле беше таму помалку од 1 месец, а сепак, за толку краток период, многумина ја прифатија христијанската вера и со тоа се роди црквата во Солун. Кога велам дека во Солун се роди или беше воспоставена црквата, тоа не значи дека таа црква изгледала како денешните, со свештени лица, јасно воспоставени практики и обреди и слично. Во некој случај, првите цркви биле групи на луѓе кои го слушнале Евангелието, поверувале во него и почнале да се собираат со цел да се охрабрат на Христовиот пат. Со тек на време во тие цркви некои се истакнуваа како учители и водачи, и тие луѓе беа ракополагани за служители. Да ве потсетам дека Павле беше во Солун помалку од месец дена. Во тој период апостолот ги поучуваше христијаните од Солун, но не ги поучи за се што може да се каже за верата. Откако поминаа тие 3 недели, Павле си замина од Солун, или подобро кажано, избега од градот затоа што се соочи со сериозни закани. Отиде во Вереја, каде го проповедаше Евангелието, а потоа замина за Атина, каде исто така проповедаше и некои луѓе ја прифатија верата. Откако ја напушти Атина, Павле отиде во Коринт, а во меѓувреме ги испрати Тимотеј и Сила да ја посетат црквата во Солун. Кога се сретна со своите двајца соработници, тие му дадоа извештај за црквата во Солун, но и му кажаа дека тамошните верници имаат многу прашања кои се однесуваат на верата. Например, едно од прашањата беше поврзано со второто Христово доаѓање. Христијаните во Солун сакаа да знаат кога тоа ќе се случи. Друго прашање кое ги интересираше се однесуваше на упокоените во Христа. Каде се тие? Кога ќе воскреснат? Како ќе воскреснат и слично? Тоа беше една од главните причини поради кои апостолот Павле го напиша писмото познато како прво послание до христијаните во Солун. Целта за тоа писмо беше да ги упати верниците во верата, да одговори дел од нивните прашања, но и да им даде надеж и утеха. На христијаните во Солун им требаа одговори, но им требаше и утеха. Всушност, ако мора да набројам 3 причини поради кои Павле го напиша тоа послание, би рекол дека тие се следните. Прво, да ги упати новите верници во најважните вистини на христијанската вера. Второ, да ги охрабри да живеат свет живот. И трето, да ги утеши во однос на второто доаѓање на Христос. Верувам дека кога ќе почнеме со обработка на ова послание, ќе можете да ги забележите овие 3 причини кои ги набројав. Има неколку начини на кои може да се подели ова послание. Еве еден начин.
Во глава 1 Павле пишува за Христовото доаѓање како настан од иднината кој потикнува надеж. Во глава 2 тој пишува за Христовото доаѓање како настан од иднината кој ги потикнува христијаните да служат. Во глава 3 пишува за Христовото доаѓање како настан од иднината кој ја зацврстува надежта на христијаните. Во глава 4 пишува за Христовото доаѓање како настан од иднината кој дава утеха. Во глава 5 апостолот пишува за Христовото доаѓање како настан од иднината кој ја зголемува радоста кај христијаните. Мислам дека станува збор за доста интересна поделба, но јас не ја користам често. Јас направив една поинаква поделба на ова послание, која исто така се состои од 5 дела. Во глава 1 читаме за тоа каков треба да е ставот на христијаните кон Христовото враќање. Во глава 2 читаме за тоа каква награда ќе добијат христијаните при Христовото враќање. Во глава 3 стих 1 до глава 4 стих 12 читаме за христијанскиот живот и враќањето на Христос. Во глава 4 стих 13 до 18 читаме за смртта на христијаните и враќањето на Христос. И на крај, во глава 5 читаме за поведението на христијаните. Патем, во првото послание до Солунјаните, апостолот Павле ги нагласува доктрините поврзани со грабнувањето на црквата, како и за второто доаѓање на Христос. А во второто послание до Солунјаните, нагласокот е ставен врз доктрината за второто Христово доаѓање и воспоставувањето на неговото царство. Мислам дека е време да почнеме со читање на глава 1 од првото послание до христијаните во Солун. Денес ќе го прочитаме само првиот стих, кој е дел од воведот во самото послание. Забележете како апостолот Павле почнува. Стих 1. Од Павле, Силван и Тимотеј до црквата на Солунјаните во Бог Отецот наш и во Господ Исус Христос. Благодат вам и мир од Бог Отецот и од Господ Исус Христос. Вие кои сте ги читале посланијата на апостолот Павле или кои сте ги слушале другите мои предавања за неговите посланија, знаете дека ваквиот почеток е типичен за Павле. Во некои од писмата тој се представува себе си како автор, но овој пат тој вели дека ова писмо е од него, Силван и Тимотеј. Станува збор за двајца соработници кои сигурно беа со Павле кога тој го пишуваше ова писмо. Во книгата Дела читавме за тоа како Павле ги прати Тимотеј и Сила да одат во Солун, за да ги посетат тамошните христијани и да му кажат каква е нивната духовна состојба. Тие му кажаа каква е духовната состојба на црквата. Кои се прашањата со кои се мачеа тамошните христијани и сега Павле пишува писмо како реакција на извештајот кој го доби од Сила и Тимотеј. Интересно е тоа што Павле ги спомнува Силван и Тимотеј. Прашањето кое се поставува во светло на овој стих е следното. Кој е Силван? Според моите сознанија и истражувања, Силван е всушност сила. Во Дела тој е наречен Сила, а во ова послание Павле го нарекува Силван. И тој, а и Тимотеј беа едни од најблиските соработници на апостолот Павле. Не само тоа, туку тие двајца се и едни од луѓето кои беа најмногу вклучени во грижата за црквата во Солун. Верувам дека не само што ги посетија христијаните во Солун, туку и редовно се молеа за духовно да напредуваат и да растат во спознанието на Христос. Таквите луѓе, оние кои покажуваат искрена грижа за христијаните, се исклучително важни во црквата. Знаете, на црквата и се потребни луѓе кои се надарени како учители, но потребни се и оние кои ќе ги посетуваат верните, ќе ги советуваат и ќе се молат за нив. Павле им посакува на христијаните во Солун благодат и мир од Господ Исус Христос.
Ако не се лажам, тој го започнува секое од своите посланија на тој начин, посакувајќи им на оние кои ги примаат неговите зборови благодат и мир од Господ Исус Христос. Благодата и мирот се два зборови со кои многу лесно може да се објасни христијанската вера, бидејќи тие се наоѓаат во суштината на верата. Зошто го велам тоа? Затоа што Бог го прати својот син Исус Христос на оваа земја поради својата благодат. Благодата е неговата незаслужена благонаклоност покажана кон нас грешниците. Тоа значи дека ние со ништо не го заслуживме доаѓањето на Господ Исус на оваа земја. Со ништо не ја заслуживме неговата смрт на крстот на Голгота. А сепак, сето тоа се случи бидејќи Бог ни е благонаклонет. Тој не ни е благонаклонет затоа што со своите постапки и поведение сме му дале повод да ни биде благонаклонет, туку поради самиот себе, поради љубовта која во себе ја има кон нас. Во неговото послание до Ефесијаните, апостолот Павле вели дека ние сме спасени по благодат, преку вера, а не е според дела и затоа никој не може да се пофали со какви било заслуги. Кога една личност ќе ја прифати таа благодат, тоа води кон помирување со Бог и искусување на Божиот мир длабоко во себе. Денес во светот многу се зборува за мир, но мирот не е возможен без Христос. Светото писмо не учи дека мирот може да се најде само во Бог. Ако сакате да го имате Божиот мир во себе, оној мир кој не зависи од околностите во кои се наоѓате, оној мир кој овој хаотичен свет не може да ви го одземе, мирот кој ниту еден човек не може да го наруши, вие треба да поверувате во Господ Исус, да ги читате и применувате неговите зборови. Затоа велам дека благодата и мирот се два збора кои ни помагаат на соодветен начин да го објасниме Евангелието, бидејќи оние кои веруваат во Божјата благодат неминовно ќе го искусат Божиот мир. Тука ќе го завршиме денешното проучување. На крајот од оваа епизода сакам само да ви ги посакам Божјата благодат и Божиот мир. Но не заборавајте дека тие може да се најдат само во Божиот син Исус Христос. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.